По стагнацијата во првиот економски раст од 3,1% во вториот квартал годинава, објави државната статистика. Економијата најмногу се потпирала на домаќинствата, кои потрошиле за 2% повеќе пари и учествуваат со скоро 70% во бруто домашниот производ, додека бруто инвестициите на компаниите бележат катастрофален пат од 11,3%. Извозот пораснал за 13%, а увозот на стоки за 4%. Градежништвото никако да сакрепне. По 40% пат во првиот квартал, овој сектор бележи намалување од скоро 13% во периодот од април до јуни. Од владата упорно уверуваат дека проекциите за раст од 3,2% се достижни до крајот на годинава. Вице-премиерот Ангјушев најави дека до 10 октомври ќе се знае колку дополнително ќе чини изградбата на автопатот Кичево-Охрид. Тврди дека владата ги поправила грешките на претходната и успеала да договори пониски цени со кинескиот Синохидро. Во од ќе се решаваат и проблемите со експроприацијата на земјиштето. И додека владата чека на градежништвото конечно да му тргне, економскиот раст најмногу го билдаат сектори како уметност, забава и рекреација и дејности на домаќинствата како работодавачи, кои бележат раст од скоро 14%, додека трговијата на големо и мало се зголемила за 12,7%. Земјоделството стагнирало, а преработувачката индустрија создала за 5,8% поголемо производство. И покрај стагнацијата во првиот квартал, владата останува на проекциите за раст на економијата од 3,2% годинава.